Денеска е петок 13 февруари 2026 година. Јас сум Петар Петровски, ова се вестите на Македонскиот информативен центар со седиште во Линколн, Онтарио, Канада. Врховниот суд на Канада ги поништи изборните резултати во изборната единица Теребон во Монтреал, Квебек, поради неправилности во броењето на гласовите. Во изборната единица Теребон, победник на минатогодишните вонредни парламентарни избори беше прогласен кандидатот на Либералната партија на Канада Татјана Огуст. Таа ги доби изборите за еден глас, повеќе од кандидатот на партијата Блокот на квебекарите Натали Синклер Десан. Појавата беше оспорена кога пликото со гласот на еден гласач се вратило поради неисправен поштенски број, кој бил доставен со пликото за гласање од страна на локалната изборна единица по пошта. Аргументите на адвокатот на Либералната партија Марк Етиен Виен, иако писмото било вратено, тоа не значи дека не било недозволено на гласачот да гласа. Според подпишаната изјава под заклетва на работникот во изборната комисија е дека кога ја забележал грешката кој известил својот надзорник, кој му рекол дека се е во ред. Се проценува дека 40 плика со погрешниот број се испратени по пошта. Сега се чека, например, Марк Карни, кој треба да свика понредни парламентарни избори во Теребон, пренесува The Canadian Press. Преговорите за зајакнувањето на Европскиот заеднички пазар, според веста што е пренесува новинската агенција Reuters, се движат споро. Проблемот лежи во тоа што ЕУ е поделена на два табора. Во едниот табор е Франција и лидерството на ЕУ, кои се залагаат за се поголема централизација и протекционизам во ЕУ. Додека спротивниот табор кој го предводи Германија и Италија се за децентрализирана Европа за слободни пазари и слободна трговија. Понатаму, во извештајот на Reuters се вели дека останатите земји членки го поддржуваат планот на Германија и Италија, бидејќи се преплавени со производи од Кина и високи тарифи од САД. Пренесува Reuters. Германскиот канцелар Фридрих Мерц за време на својот говор на Минхенската безбедносна конференција изјави дека се водат преговори со претседателот Емануел Макрон да го споделат француското нуклеарно оружје со ЕУ. Во својот говор, канцеларот Мерц ќе поглечи дека светот не е повеќе ист и дека стариот светски поредок не постои веќе. Трансатлантските партнерства не треба да умрат. Исто така во својот говор канцеларот Мерц изјави дека што се случува во САД треба да остане во САД, пренесува Reuters. Преговорите помеѓу Русија и Украина за изнаоѓање на решение за крај на војната продолжуваат во Женева, Швајцарија, 17 и 18 февруари со посредништво на САД. За сега се познати имињата на представниците на Русија и Украина. Руската делегација ќе ја предводи Владимир Медински, кој е советник на рускиот претседател Владимир Путин, додека украинската делегација ќе ја предводи Рустем Умеров, кој е шеф на Украинскиот национален безбедносен и одбранбен совет. Се проценува дека ваквиот состав на преговорачките тимови е дека наследните преговори ќе се фокусираат на политички теми. Според пишувањето на Associated Press, се уште не се знае кој ќе биде представник на САД во оваа рунда на преговори, пренесено од Associated Press. Ако се допадне содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на шер. Повелете, ако сакате да оставите коментар за ова видео и на крај, ако сакате да бидете известени за нови видеа на нашиот YouTube канал, Македонски информативен центар, кликнете на копчето subscribe. Додовме до крајот на ова ново издание на нашите вести, до следното гледање, довидување.